дојдовте во уште едно издание на Ништо лично, местото каде што звездите отвораат душа, а ние ќе се обидеме душа да им извадиме за да извлечеме се од нив, за она што го знаете да го потврдиме, она што не го знаете да го дознаеме, а бога ми ексклузивно нешто да извлечеме, нешто што никогаш нигде не го кажале. Денес имаме навистина интересна гостинка. Млада дама која има завршено дури 2 факултета, ама верувајте не работи ниту на едната, ниту на другата струка, не барем институционално, работи на онаа втората, ама во сопствениот театар. Девојката која ја препознавате по незините интересни видеа на социјалните мрежи, особено на незиниот Инстаграм, а всушност оние кои ги следат театарот или ако сакате алтернативните театарски сцени, добро ја познаваат и од незините монодрами кои со тек на времето ги преточи во стендап кој е мощно интересен, мощно гледан и мощно баран. Сте гледали во македонските приказни, па некои ја гледали на македонската телевизија своевремено, ама како и да е, највпечатлива, најинтересна е по она што го прави кога ќе застане вака пред одбрана публика во не толку големо друштво, кога е стендапот во прашање или на театарската сцена, иако вие не успеале да ја препознаат. Дами и господа, денес имаме Наде или Нада од Куманово, ја имаме Надето од Битола, а имаме и Надчето од Неготино, Кавадарци, како сакате, или со еден збор. Нашата драга гостинка Надица Петрова. Добар ден, добре ни дојде, или добро вечер, кој кога гледа. Така е. Здраво, здраво. Све кажам да си одиме? Да. Не, ќе си поседиме, убаво е тука. Знам дека ти е убаво и драго ми е дека е така. Да тргнеме од она што е последно, така вело новинарството, последното било прво. Последниот стендап сега за Свети Трифун или Свети Валентај, што славеше, Трифун или Валентај? Трифун. Трифун е наш православен христијански празник. Мислам дека треба да го славиме. Да, сега низ целиот свет, нели веќе последниве, не знам, може да се каже 15-20 години веќе, почна полека се поактуелен да станува Свети Валентин. Тоа кај нас по светот е, кај католиците одамна. Да, кај нив е одамна. Но... Кај нас велат Трифун го слават кај ние што им умре на љубовта само. Или не? Кај нас, па не, ја баш, нели, ќе кажам дека на крајот да не беше виното, сите сингл ќе бевме. Така ли? Ова ми се допаѓа. Но виното е вистината, си го застапувам јас нашиот светец. Веруваш ли во тоа дека во виното е вистината, особено кога ќе испиеш малку повеќе вино, па како велат, пијан збори она што трезен мисли. Има тоа вистина, ама друга страна како викаат, како беше после едната чашка си паметен, после втората чашка, после првата си паметен, после втората си среќен и после третата си животна. Така да немаш баш некоја човечка контрола за тоа што кажуваш и што мислиш. Сега можеби ја кажуваш вистината, но Ама некој може да го заболи. Но без некоја контрола не знам секогаш дали сме свесни дали е тоа вистина или не, или само лупаме. Така да, не е баш нешто за... Трезен збори, пијан молчи, така? Да. Така му доаѓа. Добро. Обратно. Спомнав овој 2 факултета. Баш сакав... Извини, знам дека од малечка имаш талент за овие сценски уметности, имаш ниже музичко, ако не се лажам. Да, виолина. Па свирев, потоа имав можност после 15 години во една представа во Турскиот театар. Горан Трајковски правеше музика, па не праша дали има некој што свири нешто и јас му кажав дека одамна имам свирено, ама рековме ајде да дадеме можност. И се вратив, после 15 години зема виолина пак во рака. Баш на Ерхан Шукри му се јавив. И пробав и некако видов дека тоа не се заборава така лесно. Тоа е ко возење точак. Да, со тоа што не можам да кажам далеко од тоа дека сум професионална. Не се заборава. Така? Може и така, да. Може и така. Не може или не може. Како и да е, сакам да кажам дека не сум професионалец и далеко од виртуоз и сеа, но сепак го имам чувството. Значи веднаш ми дое како да ги наместам рацете, гудалото, значи вратот се како што треба. Добро беше освиревте на... Не, тоа беше едноставна една мелодија што не беше тешко да се отствери.
така да добро помине. Само сакам да напоменам, да не заборавиме, не сакам да излезе дека јас сум го завршила првиот факултет. Јас не го довршив тој факултет. Јас стигнав до Металуршко-технолошки. технолошко-металуршки, хеви heavy metal. Бев таму, значи... Викаш урудник не заврши, мислам, како инженер сега да не пробам. Не, бев конфекцијско инженерство студирав. Многу тешко ми одеше, бидејќи никогаш не сум имала интерес. Па не ме примија на драмски, некако другарка една вика, па дојди тука, прават нешто модни реви. Не талентирана, како не те примија? Или малку прима? Па малку примаат сега, сплет на околности, како и да е. Така требало да биде, заради некои причини. Сепак ја мислам дека Бог си има некои планови за нас, нели? Ја барем така гледам да може би е утешително. Кога нешто не ми оди, си викам добро има зошто. Сигурно потоа ме чека нешто поубаво. И многу пати се увидела на тоа дека така излегува. Јас знам зашо не те. Кога сум разочарана за нешто и после некое време ќе видам, си викам среќа што не ми се деси тоа и тоа што гледам дека не требало. Така Ја прашав зашо не те примиле. Вика не дојде со 2-3 гајбички гројзенце, не дојде со ракија и вино. Да. Требаше, а? Така да не го довршив, не мислам, стварно се мачев со математика, физика, хемија, ама ги положив тие, стигнав таму до трета, до пола некаде и само се видов дипломирана како работам. Тоа викам ја не сум тоа, ја знам што сакам. Ја сакам театар. И реши да пресечеш и Пресеков, да. Дури не им кажав на моите беа против. Па ја у Германија, они мислат уште дека сум Германија, јас тука веќе се запишав на глума, после месец дена им кажав. се запиша на естра, Да, или да. како се вика се тоа? Да, па естра се викаше тогаш, не знам сега со Секој некој се вика Да. Европска академија за филм, Да. драма и не знам како. Да, ама Се- беше многу интересно тоа што имав само 50 евра, а факултетот чинеше 2000 евра. И Наравно уште примија на цртка, како? ме примија, јас им кажав, викам, видете вака, викам, јас многу сакам да студирам, јас ќе работам, некоја работа рандом, било шо, нели, келнер, и Што ќе и си да е. плаќам месечно рата, викам, дали е тоа возможно? Може Со би на тоа рати што, може. со тоа што, викам, ќе го студирам ова за да научам. Нема да не е идејата јас да пошто ќе бидам на работа да не можам да присуствувам на предавањата. Значи дали има шанси тоа нешто да се намести, да се подеси, да правиме некој компромис. Ми рекоа може и многу сум благодарна за таа можност, ради тоа што Актер на рати. актер на рати си запишав, си завршив, секое лето одев в Германија работев, сама се си платив, така да баш ми е кејф ради тоа што така сама си го изодив тој пат. Добро, после тој пат проба по театрите негде да се вработиш, чукна на некоја врата. Сега имам диплома, сега сум дипломиран актер, кај е проблемот? Јас знам дека има овде произведуваат актери ко за Холивуд, а ниеден филм не се снима у годината. Или ниедна серија, или многу малку барем. Почнаа веќе, да, почна да се снима, но Почнаа да има нажалост 250 повеќе, над 350. Со Со тоа што повеќето значи до денес 350. повеќето се имаат, па може нешто да се има случајно меѓу време, не знам, се имаат иселено од државата, многу се имаат, многу откажано, ево од моја класа колку сме биле 12, само еден ни е вработен, другите воопшто не ни работат, некој по време. Некоја врата на театар. Како не, кога имаше конкурси, како не сум конкурирала? И што ти викаат? Никој ништо не ти вика, само што очигледно е дека тоа што Одбиено, сите не го одбиено. сакаме да го прифатиме како вистина, што порано дека да, се е со врски, толку ни е трула државата, за жал, Значи пак не однесе гајбичка грозјенце и пропаѓа. балонче вино и ракија. Однесов последно кога всушност сакав само да се испукам фрустрација за мој кеф, знаејќи дека нели нема да бидам вработена, бидејќи немам врски, пошто на претходен конкурс ми кажаа дека сум била најдобра, се спремав 2 месеци, спремав еден таков како цело шоу им направив, стварно бев одлична, некако така и реков добро сега нареден конкурс ќе им отидам и јас ќе си кажам се што ми е на душа, на некој на уметнички начин. И така всушност добив многу аплаузи од нив, овации. Се препозна у И твојот да, се разбира. Ама јас тогаш сватив дека сум можела комедија да работам, што никош во животот не сум се доживеала ја за актер што може да
Усвари, они ти ги отвори очите на некој начин. Да, многу сум им благодарна. И Има ли за некој име да кажеме во тоа? Не, нема потреба. Нема потреба, мислам потреба не. има, него Некои се луѓе, срамиш. некои луѓе не вреди ни имињата да им се спомнуваат, мислам не заслужуваат ни толку. Така. Да. Добро, и тогаш свати и реши дека ако не сака институцијата, сам ќе си направи институција, каква и да е. Па да. Видна Златен елец. Видна Златен елец, прво пред Сушто се приватен театар на некој приватен независен театар. Со Бобан колегата се најдовме на едно снимање дипломирани актери, И сите неработени. отидовме да снимаме на некој македонски филм како статисти, само со цел да учествуваме, да сме тука, да те видат, забележат. не да не видат, не, да сме тука, да го доживееме нештото, нели, да видиме како изгледа еден сет, што се случува, чисто од љубовта. И нели тоа кој знае, се чека по многу сати, знае да биде забавно, но знае да биде исцрпувачки. И така падна муабет со Бобан на темата и рековме, па дај да направиме нешто, дај да направиме некоја представа заедно, дај да отвориме независен театар. И така направивме една представа и видовме дека можеме да работиме заедно, дека сакаме многу, дека сме вредни. И се решивме за театар Златен елец, но не фати короната. Кој беше кумот? Зошто Златен елец? Мислевме многу леле колку варијанти имавме за имиња само. Зошто Не ми Златен звучи елец? театарски, мене тоа. Баш Колку театарски е, но Мене ми звучи као златара да отварате, као јувелирница. дај Боже да биде така, кој златара пари ќе има. Не, мислевме кој има како шо, но некако Бобан се сети на тоа дека додека студиравме, пошто гледавме што се случува во државата за вработување и на темата е и кај ќе работиме после од кога ќе завршиме, во Елец ќе одиме. Сега Елец е градче едно кој се спомнува во едно од најпознатите драми на Чехов, Галеб. Така, во Галевот. Да, во Галебот се спомнува и тоа е приказната за една актерка, нели Нина Заречна, која ќе сака да стане актерка, оди во големиот град, во Москва. Нешто ми е познато. Да, па тоа, нешто автобиографско има овде. автобиографско, затоа е името. И крајот завршува, не се знае дали она ќе се самоубие или не. Според мене она си го нашла некој си незин пат, се помирила со судбината. Но разочарано некако кажува дека па тоа е сега ќе одам ќе работам во Елец, како дно дна е тоа некако искажано. Ке ми се, необразованите селани ке ми се нафрлаат со комплименти. Образованите селани ке ми се нафрлаат со комплименти. И тоа е таква една реплика, што ете на нас ни останала додека сме студирале како Златен елец. И Елец, а Елец да го крстиме, Бобан вика. И викам, и супер ти е идејата, викам, ми се допаѓа, викам Елец, викам ради тоа што ние сме како Елец, како, нели, отфрлени од државните институции. И отфрлени, нели, на страна од државните институции, како и да е. Ама викам да ја си го направиме златен да не биде, поради тоа што си е наш, и од друга страна имаме и нешто, златото е, нели, нешто што е многу вредно, така, нешто што е вечно. И сега како такво, како паралела некој направивме со тоа што е наше, со тоа што ја имаме слободата да работиме што сакаме, каде сакаме. И така некако се случи Златен елец. Многу и дури од нашата бранша не можат да го видат тоа, ради тоа што стварно е не можеш да се сетиш на тоа. Но сепак нашето име си има зошто и ние си го, нели. Само не играте комедии, така? Играме како не, првата представа ни беше комедија. Да, првата представа ни беше комедија со цел маркетиншки не, па со цел за да не видат луѓето. Виш новата градина, Вујко Вања. Секако се разбира, тоа ни е целта на нас. Но почнавме со тоа само за да направиме еден бум, за да не видат повеќето. Со тоа што нели викаат дека позади добар коњ голема прашина се крие. Па баш поради тоа направивме комедија и тоа што знаевме дека ќе не дознаат и тие што треба и тие што не треба. А тие што треба можеби нема многу да не сакаат, но ќе не дознаат дека постоиме со тоа што после наредните представи ќе ги направиме како што сакаме. И полека ни успеа тоа, како некои си маркетиншки, да, како не. Имаме над можеби 20 представи до сега. Има ли спонзори, финанси, како тоа функционира? Па некако. Од државата сте се обратиле или некојаш за представа? Сме се обратиле. За култура, Сме се обратиле, многу малку сме добиле. За жал и колку за испициентот?
Морам да кажам дека многу е жално што така функционира. Многу е жално, се е со врски, се е со... Не сме, мене ми е многу мило поради тоа што после нас се отворија уште 4-5 независни театри. Добро, имаше и пред вас сега. Имаше, не викам дека не сме биле први, далеко од тоа, но и јас мислам... Од скрп и утеха, па натаму да ги споменувам. Да, скрп и утеха, да. Не сум играла јас и таму. Сакам да кажам дека ние во тие генерации, мислам на сопствено, кога завршивме факултет, значи во последните не знам колку години, 5-6, направивме голем одскок на таа тема. И после тоа мислам дека инспириравме дел од нашите колеги да тргнат по тој пат. И баш ми е драго со тоа што многу е тешко. Еве сега со истите разговараме и викаат јака ви душа, како се уште, еве сега 5 години направивме роден ден ние. Опа, ај честито. Кога бе тату? На 20 втори 2020 како 2020 22. И тоа го мислевме. Да. Тоа е утре. Сега во петок ќе славиме со представата во МКЦ што ни се игра Хинкеман и ќе прославиме со торта, со вино, како што е редот, така чисто да си обележиме, да се благодариме нели. Ете ме. Да, така да ете поканети сте. Thank you very much. Добро, у меѓувреме те покани или некој барем некакви улогички, макар епизодни во некоја представа од овие големиве театри, условно речено? Не. Во ниеден не си играла никако? Сум играла, како не, сум играла додека студиравме, во МНТ игравме, на тоа беа некои си, нели, што за мене додека студиравме тоа беа идеални што да претрчаш во задачи, да, бидејќи почетокот е тоа, треба прво тоа да се помине и така е редот, така и треба да биде. Еден актер викаше дрво метера. Така и треба да биде, дрво, ама дрво. Да. Добро, така треба да е. Во Штипски театар сум играла 2 представи на Дното, на Дејан Пројковски, Лазаревото писмо на Бубе Ѓоргиевски. Тоа ти кај него завршил класа, така ли? Да, бидејќи ме знаеше професорот, знаеше што можам да дадам. И некако дојде време кога се некако немаме време, брз живот и не гледаат режисерите, не доаѓаат, посебно па ние на Естра од секогаш сме биле обележани како нешто, како некоја пониска класа. Како втора класа. Како тоа е точно, тоа е точно. Втора класа актер. Да. Како да се патлижани, прва класа, втора класа. Па да, за жал тоа е така. И не доаѓале да не гледаат, да видат, нели, на испити сме давале представи, сме работеле карактери. Не знаат. Чекај, мора да те прашам уште ова. Повели. Кажи ми, едно време, мислам дека те гледав, сигурен сум, ствари, нема што да мислам, во македонските народни приказни, така, во една од варијантите играше. И ако не се лажам, дека си имала и обиди да ми го земеш левото, на што се вели водителски, како се вели, и тоа не било каде, туку големата куќа во националната умрата. Па тоа беше неделно попладне, така беше? Неделно попладне, да, но не бев како водител, туку само правев интервјуа низ град. Добро, репортер. Вака, мене ми дадоа тогаш Благоја, како се прозиваше сега ли рестрамата? Крстевски. Спикер? Повозрасен, да. Благоја Крстевски, да. Имаше, јас студирав технолошко металуршки студирав и не знам како видов некој оглас и се пријавив. Да. И се пријавив и појдов во МРТВ и бевме многу луѓе, бевме некаде 120-30 сигурно. Голем редов за умрата. И не примија, јас не очекував дека ќе влезам. Ме примија, не знам колку некаде, дали 20-тина не примија. И јас требаше звон да го водам. За звон беше работата. Му се допадна мојот глас, бидејќи јас имам работено исто синхронизација на цртани филмови, на турски серии, но на цртани филмови тоа ми е пасија. И можам лесно да го сменам гласот и се, но самата боја ми е, нели, имам фоничност и не знам, супер, за со деца функционира тоа многу убаво. И јас сакам да работам со деца.
Арно, ама ја тогаш бев на технолошки некако ангажирана дека јас ќе учам сега, ќе студирам. И имав лабораториски, аудиториски вежби и некако викам не тоа сега, тоа е секој ден, нема да имам време за тоа, дајте нешто полесно. И ова беше како ангажман еднаш во неделата, па потоа не знам што се случи со емисијата, заврши за некое време, не знам со водителката. Толку беше, ама како и да имав искуство. Плюс тоа во Неготино исто. Имаше Неготино телевизија, Неготинска телевизија, радио телевизија. И исто кога имав 14 години, исто како дете, бидејќи моите дома никогаш не се занимавале со такво нешто. Со јавни професии од тој тип. Да, и јас како дете сум била таква од секогаш, сум видела оглас и бараат водители и се пријавив. И ми дадо на 14 години. Да. Ама тоа како дете секој. Тогаш имаше се има огласи за брак, да знаеш. Тогаш имаше огласи вака на што се лепа по град. По град и така ги гледав, сега вака некако може да ми промакнат на телефон. Да, особено ви брачните, гледам дека ти промакнуваат, ќе дојдеме на таа тема. Ќе дојдам. Како год дај. Пред да погледнеме едно видео, еден прилог, уште ова сака да прашам. Денес си меѓу другото и учителка, сакаш да работиш со деца, еве ти ја желбата. Да. Знам дека работиш со деца, меѓу другото и на наша колешка детето е кај тебе, ама и ми кажа дека е тоа така и рече дека си прекрасна, многу ти спофали и кажа дека си, како рече, царица е Надица. Колку Надица царица, тоа е тоа. Прекрасно. Како тоа функционира? Тоа е во рамките на Златен Елец? Не, тоа не е во рамките, тоа е во рамките на кастинг агенција Лица. А ти во Лица си? Да. И така со Маја се знаеме одамна, сме соработувале и некако е те паднало на муавет тоа, како што. И така почна фланијата, држав неколку групи и претходно имам некое мало искуство во други училишта кај што сум работела. И тоа ми исполнува, убаво ми е, сакам. Многу големо задоволство кога ќе видиш кај децата прогрес. Кој ќе каже утре некој, јас во класата на Надица Петрова. Па децата слушнав, ми кажаа дека се фалат со тоа. Тоа го слушнав дека на мои пријатели. Знаете, нас мешки шо прави, прави учителка. Да, јас уживам во работата со деца. Јас имам таква енергија и интересно ми е, сакам да се чувствувам убаво кога ќе видам дека се сработува нешто, дека се помага, дека тие деца стекнуваат поголема самодоверба, стануваат посвесни за себе. И тоа е еден голем успех, бидејќи знаеш дека тоа ќе им остане за цел живот и дека има поголема шанса да прераснат во многу подобри луѓе. Благодарна ли си на животот после сите обиди, успеси и неуспеси да бидеш институционално некаде, а всушност да си секаде? Сум благодарна, баш поради тоа што истото нели ти го спомнав, дека наоѓам начин, некако така се навикнав, јас да практикувајќи работа на себе и секакви вежби, самодоверба? Да го прифатам, да се препуштам на тоа дека е за мое добро. Јас да направам максимално да дадам се од себе за некоја цел. Да, и тоа е така и јас стојам за тоа. Потенцијал за нов успех. Да. Или нов почеток. Да, се си има зошто, да не ми се случиле сите тие падови, јас немаше да бидам тука. Јас на крај памет не би помислила да ме прашал некој дека јас ова би го правела. Ама еве сега сум тука и сум среќна и задоволна ради тоа. Ајде да видиме на што си благодарна, а тоа што не помага во таа благодарност има алтернативни решенија. Може ли да го видиме тоа? Ајде. Надица Петрова секој ден го започнува со благодарност кон животот, а ако и тоа не помага, надчето има алтернативен лек за се. Надица Петрова е актерка од Неготино, која последниве 17 години живее во Скопје. Има завршено 2 факултета, едниот е технолошко-металуршки, но откако не се пронашта во таа област, на 24 години се решава да го оствари сонот од детството. Петрова, иако за жал е во редот на многуте невработени актери, сепак успева да допре до публиката преку представите на независната театарска сцена, но најмногу станува позната како стендап комичарка.
Но колку и да изгледа весела, безгрижна, насмеана и забавна, тагата и депресијата знаат и тоа како на моменти да ја преплават незината душа, а актерката од неодамна нашла свој начин, своевиден рецепт како да се бори со поплавата од негативни емоции. Во едно интервју ме праша каков ми е обичниот ден и во тој момент сватив, но и се запрашав зошто немам никаква рутина. Од тој момент, како со магично стапче да се смени се. Сега имам рутина и секој ден го започнувам со благодарност. Се заблагодарувам на се што имам, дали тоа било кревет, кров над глава. Дури кога ми е најтешко и не ми се живее, барам нешто за кое ќе бидам благодарна. Самиот живот ми е инспирација, иако понекогаш преовладува и депресијата. Повторно ќе ја споменам благодарноста, секогаш кога ќе дојдат кризни моменти си велам, биди инспиративна и среќна, види што се имаш. И не дека не е во право, само понекогаш емоциите и депресијата знаат да бидат посилни и да ја надвладеат реалноста, ама тоа никако не ја плаши надица, зашто надчето има лек за се, за секоја можна состојба, а лекот се вика ракија. Една гтка, веднаш се чувствуваш поживо, а расположението ти е на друго ниво. Една чашка и сета депресија полека исчезнува, а после третата, реалноста веднаш ти станува розова, само без претерување, зашто само 1 до 2 се лек за се, а после 3 најдобро легни си. Затоа, кон животот, бидете благодарни и на здравје или живели. Човек мора да има алтернативно решение за сите ситуации. Мора да има, како не. Добро, како ова е всушност само еден од трите лика кои ги користиш во стендапите, веројатно се произлезени од онаа првата представа, така ли беше? Да, така е. Тоа се како монодрама па заврши како стендап. Да, знаеш како има една голема збунка луѓето како да ги мешаат бидејќи знаат дека сум јас од Неготино. И сега зошто надчето од Кавадарци, а не од Неготино? Оваа алкохоличарката што бидејќи јас сум од Неготино. И јас се одделувам од тие карактери, значи едната како што ми е од Битола, едната од Куманово, едната од Кавадарци. А да те прашам, само извини, стварно Неготино е предградие на Кавадарци или? Да. Некогаш одиме да го видиме градот. Овие од Кавадарци кажат, абе Неготино село пред Кавадарци. Има ли, шегата на страна, има ли антагонизам уште меѓу двата града? Имаше. Ако прилепи Битола, као не знам. Имаше, но веќе мислам дека нема со што да се пофалиме, за жал. Па ќе се споите се. Тоа би било најдобро. Тоа би било најдобро. Гледам се гради. Јас, ако од мене ме прашате, тоа би било најдобро. Тоа е многу убава идеја. Има како околу името? Ќе биде Каготино или Невадарци? Ќе си биде Неготино, Кавадарци, само да видите, за жал, нели, цела Македонија, како што гледаме, ние веќе Северна Македонија и ја не сум за тоа не признам. Мислам како и да е, се е многу сменато и се е пропаднато и само се гради, нема веќе воздух, нема веќе природа, заборавени се најосновните човечки вредности и младите сме многу разочарани. И се повеќе и повеќе бегаме од Македонија надвор. Не, ма прво Скопје, знаеш како. Скопје е најголем можност за работа и за некои си културни настани. Скопјанка у покушај. Поради тоа што Скопјанка шутија, бе, аз стара Скопјанка сум шутија. На земјата со 18 години, колку си тука? Да, па толку 18. Речи се 18. Добро се 3 лика овде се. Зошто баш тие 3 лика? Тоа е како се вика, Нада е од Куманово е. Нада е од Куманово. На себе, мисли дека е многу паметна. Она е паметна. Ама само мисли. Овој како се вика, надчето е од Кавадарци или Неготино, не знам, ти велиш од Кавадарци, дека е така. И е, како се вели, горда алкохоличарка. Така е, горда алкохоличарка. И она пуна себе. Така, како 90% од македонците и балканците. А ова Надето е битолчанка и таа пуна себе, ама е, како се вели, размазена. Што би рекла по скопски, пип, распиздена. Да, но сепак е симпатична, сите се. Не дека не се.
Да, Зашто тие три града? зошто тие 3 града? Кога Најдобро го го пишував владеш тој тоа, дијалект или кога како? го пишував тоа, да, па да, најблиску ми било до мене. Добро да за оваа Се инспирирав теорија првично се инспирирав, така и го почнувам тоа шоу, како всушност почна се, како се просветлив јас после 2 месеци одејќи во Неготино да се видам со моите и како 2 месеци не си ја виделе керката, но тоа не е важно, бидејќи има нешто друго многу поинтересно за гледање. Тоа е на телевизија, веќе 20 години еден квиз, што сите го знаеме, квиз на знаење, во кој треба да знаеш како да ја отвориш кутијата. И нели тука ни е Лила, што од 8 до 88 сите ја сакаат. Значи Лила е најважна. И сега ја гледам и викам, добро бе, викам. Лила ли ја сакате, викам. А дај бе, ќе ви ја дадам Лила. И всушност јас го почнувам тоа шоу со Лила. Јас сум Лила, се трансформирам во Лила, во некоја си фигура која што луѓето сакаат да ја гледаат визуелно. Нели и Само енергетски, визуелно, така? па и енергетски сега не знам. Да, она си има, нели, веќе искуство и се си има квалитет. Не коментираме Лила, него ликот го коментираме. Да. Така почнува со тоа што јас после мене ми е Скопјанка. искрено тоа многу интересно како ги гледам луѓето кои се надпреваруваат, кои играат во тоа шоу и ми беа многу голема инспирација да ги направам тие ликови. Значи да не беше сега- Лила и Ништо немаше представата ништо би била. немаше да биде, немаше тука да бидам ја, немаше жива да бидам ако немаше. И така всушност и викам добро, од кај да бидат, Од сега имав благодарност на секој се вајле на Бога и на Лила. и на Лила. Имав Натка бизнисот од Берово, имав уште еден лик. Аха. Но некако многу ми беа и Натка ја тргнав и останаа другите ми беа инспирација на пример од класа сум имала од Битола, цимерки сум имала од Битола, еве до ден денес Маја сакам да ја поздравам, таа ми помага во преводот. Језда таа веќе живее во Скопје и знае некогаш да го љуфни. И битолчани знаат да се наљутат, ама не е страшно како и да е, значи сите си ја сакаме Кумановке? надето. Кумановке исто с кумановци кад сум се здружила, они су ми били такви. Такви луѓи су они знаат све да кажат, и мене ми е тоа многу симпатично. Ја многу си ги сакам ликовите. Но сепак нели тоа е тоа се карактеристики на луѓето што сите можеме да ги најдеме кај себе си, но не е нешто да се пофалиме. Ама јас И да ми за затоа- една скопјанка која не е многу експонирана, а мене ми е одличен лик и може би треба да размислиш. Да, ми се врти во глава за Скопјанка веќе одамна. Ама веќе го имаш. Па не знам дали го Да те има. потсетам. Ајде потсетиме. А Благица од студентски? О, Прашања? Си ја тоа јас заборавила? го заборавив. Да, тоа беше текст на Оливер, да. Се едно, ама е Благица. лик на скопјанка. Благица е лик на Од Скопјанка. студентски прашања. Благица и како се викаше другата, докторката? И уште една имаше. Е, добро, докторката не. Ја заборавив. Не се сеќавам, ама И за док- Благица запомнив. Да. Значи има и скопјанка. Значи има, така е. Така видиш да се. Има. Да се Да. подсетиме. Добро, кога го правиш стендапот, кога ги правиш, го играш уствари стендапот, се држиш строго до текстот или пошто стендапот е пред публика која е, нели, послободна, обично се игра во локали, во кафулиња, во нели такви клубови и така натаму, кафеани каде веќе. Се држиш строго до текстот или има импровизација? И од што зависи импровизацијата? Има ли интеракција со публика, со... Вака, јас првично почнав како... Го препознаеш ли моментот, тоа сакам да ти. Да, го препознавам моментот кога треба, но се уште се немам толку впуштена во тоа crowd work со публика. Бидејќи јас го работам, почнав како монодрама, нели, па тоа прирасна така во некој си стендап, но сепак е стендап, сторителинг стендап. Има моменти, ја чувствувам публиката, мојата енергија, и мислам публиката ми дава енергија и на база на тоа јас како сум инспирирана секако дека правам отстапки од текстот, нешто ќе додадам, нешто нема да го кажам, кога ќе мислам дека не му е местото сега тука. Така да секојаш е различно. Но краудворк не работам се уште толку многу, бидејќи јас како жена сама малце потешко можам да кажам да отидам во кафич и со нели алкохолизирани луѓе, додека тука веќе сите после втората, третата чашка никој не почитува еден артист кој дошол тука, кој работел на материјал 1 година и дошол тука да го презентира, немаат ни малку почит некој од нив. Ако можам да забележам, ти фали менаџери, ти фали бодигард. Да, си имам тонец што доаѓа со мене, баш од тие причини. Тонец, имам и ја Да, тонец. баш од тие причини, поради тоа што другото доживуваат различно.
Многу сме прости кај нас, народот ние некако не. И од таа причина во кафичи кога сум сама женско, ќе испијат 2-3 чашки и тоа просто тилокот излегува малку повеќе на површина, нели, како што кажавме животното. И немаат почет, си прават муабет, збораат, се тропа, се вика и не се вреѓаат, не се на пример се уште спремни. Јас сум имала моменти кај што нели ќе ги исмеам, па сите ќе им се смеат на тие таквите и се. Но полека еве сега Ата на Ситино тоа го пробиваат кај нас, краудвор, кравата со публика, така да се движиме за разлика од цел Балкан. Инцидент немало, фала Богу, немало инцидент. Но нели ги гледам свесно работите како стојат и сум реална во однос на ситуацијата. На социјални мрежи партал. Тоа е неизбежно, Ги користиш многу социјалните мрежи, гледам и ликовите. Почнав, да. Гледам дека тоа добро ти оди, ама добро им оди и на овие хејтери, гледам дека и они кој ќе некој лик го обработиш, партали прават после тоа. Ја викам, фала ти Боже што имам ете можност да работам и како некој си психолог, бидејќи им давам на тие луѓе можност да си ги испрелат, гневот, фрустрацијата и негативната енергија. Јас се смеам. Луѓето мои блиски сите беа многу вознемирени кога почнаа тие коментари. Но јас некако бев одделена од тоа, бидејќи јас знам дека не сум тие ликови и знам дека тие луѓе не виделе ништо освен К15, не знам, има некои актери или комичари или некои што го правеле, но го правеле од типот на кап со перики, па со нешто изместено, некоја си там, некое преглумување. И сега ја го давам тоа што е низ цел свет актуелно, давам ликови што се актерски сработени многу квалитетно според мене. Сигурно има некој што ќе каже дека тоа е лошо, но секој си има право да си суди, да си даде мислење како и да. Ама стручно, не со плюкање. Што сакаат нека прават ја. Супер што им давам можностите да се испукаат, да си кажат што си мислат. И јас не го гледам тоа лично. Малце така знаеше некоја жака да викам лепа клетви секакви, викам толку ти ликови постојат. Зошто некоја девојка што си го искажала мислењето дека сака таков и таков маж или дека сака пари или дека не знам што, зошто таа девојка заслужува да биде така навредена, понижена, распната, мислам, толку големо зло владе, толку луѓето се гневни, фрустрирани, несреќни и прости, и тоа се заедно. И тоа така знае да ми направи една језа, викам, кај живееме, зошто има такви луѓе, зошто... Добро, малку сте дами во стендапот, ја можам да се сетам на дека своевремено Весна Петрушевска, Весна Бејби имаше стендап. Па уште знае. Добро, Ивана исто има... Како беше презимето? Наскова, Ивана, Наскова, така е. Таа имаше, Ивана имаше, да. И ја можам да се сетам дека трета некоја има во Македонија. Па има уште две колешки. Значи јас ете го направив тоа. Па да, некако, да. Па да, Ангела мислам дека се откажа, Ангела, како се презиваше Ангела? Како и да е, доста квалитетна Ангела, мене ми се допадна и ја поддржував така. Малку сме, малку сме, да. Почнам од Изабела. Сашко Михајловски па да завршам до Да, сега се повеќе гледам во Битолски театар, сега има актери исто. Дојде такво време, има со самото тоа се менува, се станува многу побрзо. И навикнати сме... да си женско у стендап или е хендикеп? У однос на овие машките, мислам. Значи, женско брете, бараат, поише сакат и да видат и ова, или е леле мајко? Видете. Со тоа што се уште нели е време на... Сме виделе, мене ми е предност. Дали сите исто размислувате, друго прашање? Не сум сигурна дека е предност. Уште на старт имаме ние суд дека не сме доволно смешни. Што јас до некаде се согласувам. Проблем не е убава жена да биде смешна. Како не е проблем? Проблем е, имам ја наоѓам на моја сметка, не се курчи цело е на моја сметка. Ама на физикус, некој тука за фреканци можам да кажам, ама не е... За машко е многу полесно на нели... На физикус да игра на таа карта на своја сметка? Па да, исто и... Не знам. Не можам да кажам дека... Мислам дека е малку полесно. Чисто енергетски. Не знам, тој кафич па идеме. Кој преби купиле
билет би платиле за таму него или не е битно, би оделе на пијачка ако веќе не се наплаќа? Тие машко-женски односи, јас тоа викам колку за многу полиња од животот знам многу работи, но тие машко-женски односи некако се уште истражувам, се уште не можам да ги фатам, да видам. Сепак има еден однос дека да, ти си женско и ти си као исто и ние сме така. Машко и како да е друга, како да е различно битие, како да е различна раса, не знам како да се изразам. Тоа постои и ќе постои. И е така. Ма има доминантни женски. Бре, има кучкетини, не знаеш какви. Не викам дека нема. Но еве јас тврдам дека ние жените многу повеќе уживаме во дружба со жени. И исто вие мажите повеќе уживате во дружба со мажи. Зборувам за природно ослободување, да се чувствуваш дека си разбран, да се чувствуваш слободно, и тоа е факт. И не знам, од таму, многу е таа широка тема. Мене повеќе со жени ми е искрено да ти кажам. Од тој аспект, од еден аспект, ама само од тој аспект. Од кој аспект? Од аспект на не знам, сега може би звучи нејасно. Може ќе ни се поклопат звучењата. Па не. Мој мислењата, пардон. Природно, тоа што е како се вика, леле? Мене убава жена ме инспирира, не ме мотивира, а не ме шокира. Од аспект, леле, не можам да го најдам зборот сега. Од кој аспект, кажи? Не можам да го најдам зборот, джабе. Вака вртам, барам. Од аспект на слобода, од аспект на слобода, на слободна комуникација, чувство на слобода, сигурно не е така. Бидејќи природно мажите имаат потреба да ги освојуваат жените, да им се восхитуваат на жените. Машко и женско пријател никако не може да бидат. Може, но некако машко со машко и некако женско со женско. И тоа е факт. Машко со машко с краја да и... Ама како? Значи, едва чекаш да седнеш у кафана да се испукате за фудбал, за ово, за оно, што не можеш тоа со жена да го направиш. Или за некои работи да... Од жена што ќе научиш, од маж тешко. Тоа се разбира. Значи, јас мислам дека ние жените сме поинтелигентни, барем поемотивно интелигентни. Нели, тоа е од времето, ние самиот живот не натерал да ја развиеме таа емоционална интелигенција и да ги гледаме работите многу подлабоко и многу пошироко, освен кога сме во ПМС. Тогаш емоциите знаат некојаш да не изгубат и да сме тешки самите себе си да се видиме, а камоли Од сега ќе прашувам која кога добива, за да не ми се деси емисија. За да не ти се деси емисија. Па да, може и паметно, да. Да не ми дојде у интерток шоуто на кострешена. Што би рекле, да пола да мора стануваме да менјаме влошка. Ама добро, тоа е друга приказна. Само в Скопје и сега само треба да се наоѓаш, 17 години си тука. Да. Тешко ли беше да се научат сите овакви марифети? Од било кој аспект, од аспект на готвење, да речеме, треба да... Па немам проблем со тоа. Цело време сум по кафани, не. Секоја чест. Не, се смеам. Седмичари кафани. Не, до ден денес знам да и се јавам на мајка ми. Да? Па да, и не ја убава така, кога ќе треба да ме спроводи низ некој рецепт, кога треба нешто да готвам. Иначе да, знам да готвам. И многу брзо време е дојдено, се некако се трча и немаме ни време така да си готвиме. Кејф ми е некогаш да сготвам, кога ќе сготвам, кога ќе правам нешто, сакам да го правам целосно да сум во тоа. Или го правам или не го правам. За се е така? За се е така, буквално за се. Не сакам да правам. Дополнително ме заинтригира. Па ете го машко-женскиот однос. Не за готвење, за готвење, па за јадење, да. Па така. А мајка сме кај јадењето да погледнеме нешто, може ли? Секако дека. Па ќе продолжиме со тоа кој кому ќе дојде на што. Надица Петрова, неготинско-скопска стендап дама која не може без специјалитетите на мама. Кога некој живее сам и тоа во друг град, далеку од родниот сакал-некел, мора и сам да се снаоѓа за се живо, па и за јадење, или поточно за готвење.
Така и Надица Петрова, та била готвачки уметник во кујната или тотален кулинарски дунстер, seедно, никако не е seедно дали мора нешто да се изготви сама или кога ќе се врати дома во родното Неготино, е на ручек кај мама. Ракијата посекако си ја носи од дома или ја праќаат по некого и во Скопје, а за салата не мора да се реметите, зашто зеленчукот го има и овде на пазарче или по маркетите. Ама кога вештите раце на мајка и ќе го замесат она што актерката тешко може и да си замисли да го замеси или сготви, а мајка и тоа го прави со невидена леснотија, на надето пустата веднаш и иде вода на устата, уште од самата помисла на незините две омилени јадења. Едното готвена манџа, другото месено тесто, па пржено во врело масло, нешто кој најчесто се служи во две прилики. Едната секојдневна, во која и актерката ги конзумира, другата посебна, на која се уште се чека од Надица. Веќе 17 години живеам сама во Скопје. Тоа може би звучи осамено, а и така е во одредени моменти, но сепак ми е супер и ми годи. Сепак, омилен ручек ми е кога ќе се вратам во моето Неготино, па ракија со салата и леќа која многу ја обожавам. Навистина, многу сакам леќа. Морам да споменам дека кога сум дома не пропуштам да ги јадам пишиите, односно мекиците на мајка ми. Зарем има поубаво од топли домашни пишии со сиренце или јогурт? Ке изјави во една прилика комичарката. Здравје Боже! Ако даде Бог, а зошто не би дал, кога штркот ке му донесе принова на надето, за гостите леќа сигурно нема да се служи. Ама затоа, можете ли само да си замислите какви ќе бидат мекиците? У театар викаат ако ја насмееш публиката или ако ја расплачеш си успеал. Ја на граница бев се. Да. Да, секоја чест колку си се потрудил, колку се трудиш, се гледа дека имаш голема љубов за ова. Ама сега не треба да се хвалиме ја и ти, треба за тебе да разговараме, не за мене. Кај пишува тоа? Овде, во прилогот, Не знам, за мекиците. Јас сакам да си го искоментирам прилогот. Значи ми се допаѓа колку е тоа умешно, вешто направено со љубов. Значи има, да, значи во стихе, па значи голема љубов и па добро има така да браво, секоја чест убаво. Тоа ми се допаѓа. Ми се допаѓа, многу ме радува кога некој работи нешто со љубов и посветеност. Земете ме узлатен елец. Па ајде, шо, готово. Ако не друго, Кога ќе има знам некој да носам таков карактер. реквизити, тие такви. Ама не почитањето, јас гледам дека нешто, значи, се и подглумуваш. Да. Како не? Опа. Има, значи треба. Талентиран. Кога ќе има некој таков карактер, готово се. Готово. Ќарив нова професија. Добро, како рековме ова со мекиците, ама за да доеме до мекиците, ќе ги јадеме само овие на мама, овие другите кој ќе дое штркот, ама за да дојде штркот треба да дое некој друг. Како стоиме тоа со како вела тоа? Како стоиш со љубов, секс и останато што вела да? Љубовта у стагнација, кариерата у пораз или како? Абе знаеш како? Абе не знам, да знам, не ви те прашам. Вака. Како? Секако дека можеш да ме прашаш што сакаш. Не. Ама ја можам да ти одговорам што сакам, а ова не сакам. Ова не сакам. Не, ова не сакам. На темава не ќе да разговарам, ради тоа што едноставно не сакам. Толку. Добро што не сакаш него. Ја имам само уште едно прашање и толку, ако не сакаш за љубов да збориш. Дали е точно? Па ја знам дека си била во љубовна врска со човек од нашето јужно соседство и дека таа врска пропаднала заради тоа човекот што не сакал Македонија да ја спомина без додавката географска. Па ни со таа. Да. Да, ете можам да го кажам тоа искуство. Да, имав дечко од Грција, грек од Атина. Тоа не беше долга врска, фала му на Бога. Таму се запознавме, некаде месец дена.
па се беше супер, као, мислам на почетокот е секогаш така. Не дојде името. И требаше да не, имаше, но некако на таа тема сме нели дека се е едно, дека сите сме жители на планетата, дека нема што да се фаќаме кој што е по националност и така натаму. Но сепак имаше он некоја мала одбивност што ја не ја сватив како толку сериозна. Се додека не појдов во Неготино и требаше да дојдам во Скопје, па тој да дојде во Скопје, па да одиме во Берлин на фестивал. Тоа беше планот. Добро. И јас си одам во Неготино и им кажувам дека имам дечко грк. И моите дома, после толку години, решија дека сега ќе ми кажат дека јас сум гејка по потекло. А така ли? И од кај мајка и од кај татко. Добро, и сега тоа мене како, нели, една млада личност ми отвори многу прашања за тоа која сум јас, какви гени имам и тоа се натака да почнам да истражувам. И дали ви се верува дека вечерта си легнав да спијам и пуштив телевизија, што не гледам телевизија, и на МРТВ имаше емисија за егејците. Така. И јас ја гледам таа емисија и после тоа ја некако За екзодусот. ми се смени цело чувство, ако ви се верува. Не знам што ми се случи. И тој кога дојде во Скопје за да одиме во Берлин, ја не можев да го гледам. И што му викаш? Му викам се супер, нема ништо, ништо не кефли да го допрам ни да го гушнам, ништо. Мислам, не знам колку лудо ова звучи, ама да, вистина. Не, ама не, ништо, ни карта што сум купила за Берлин, ништо, викам терај ти, јас тука си седам, ти терај си таму, готово. Толку. И така заврши тоа, ништо. А како се разбиравте, на англиски? На англиски, да. Не научи грчки, не збор? Не. Охи, Не знам нешто, јас од сите јазици знам помалце. Секој лето. Милаес? Милам. Знам некој таму, јас тиканис, нешто. Работев едно лето на крв, а ти знаеш, а? Охи, религо. Да. И така, мислам, се супер. Ама, да. Има, видите, тоа е пак и таза историја. Само што различно се пишува во книгите. Иначе, кажуваат, имаме луѓе што се уште мислам, тоа што се сеќаваат на тоа што било како било и сега наеднаш не. Вие бевте никој ништо, не постоевте, па ви текна ај сега како да постоиме, ај сега Македонија ќе се крстиме. Што знам, малце така, без везе и тоа низ цел свет го шират како информација. Си остана горда македонка, така ли? Да, секако дека да. Не е толку горда, него реална. Тоа за мене е реалноста. Не може тоа да го негираме. Така е, се согласувам дека е така. Да. Добро. А црнец да беше или не знам, некој? Црнец да беше. Мислам, друга националност, друга боја на кожа, друга сега. Не, тоа нема врска тоа, да. Да прашам, дела љубовта нема граници, нема ова, нема она. Нема, да. Ама има. Ама има кога има тензија на таа тема и кога некој не сака ни да те изслуша. Мислам дека тука веќе нема простор за компромис, кога нема едноставно првичниот човечки однос, да има едно разбирање, да има можност за изслушување, да има така да. Да, мислам, знам дека можеби е глупаво, има многу парови што успеале и супер се, но еве. Има парови од Македонија многу што не успеале. Има еве и кај младите, ама и кај младите има кај да отидам вака на светот кога ќе запознаам грци млади и доаѓа до таа тема од кај си. Јас си кажувам дека сум од Македонија. Да, овој дел на Македонија поради тоа што тоа е јужниот дел на Македонија, тоа не е лага. Ова е северниот дел на Македонија, ако гледаме реално, така? Географскиот дел на Македонија, да. Ама некако не, они ги учат у школа дека ние не сме постоеле воопшто како нација, дека сме биле некои си као сме никнале. Ај сега кој сме? Ај како да имаме некое име по кое ќе не препознаваат, ај Македонија ќе се крстиме. Они тоа ги учат по историја. Човек не може се омажи, замисли. Да. Да. Добро, гркаст. Ништо, има и наши, не се ништо испуштив тоа сега, значи сега Македонија, ако не ме вработат сега у театар, значи ништо. Јас ќе сум имала рачуна и куќа на море, ќе сум имала се. Зашо?
за да не ме вработат. Така е, мислам безоска. Има ли додворувачи на тоа стендапите? Да, ја приоѓа некој Не, културни се тие што доаѓаат, културни се. Абе има свашта пишуваат, јас имам среќа што Инстаграм и Фејсбук ми ги трга. Не зборам за пишувачи, зборам за Тоа додворувачи. има културно додворувачи. да приде, па да побара, да се видите, кафе да испиете, телефони да размените. Има, како нема, има. И Природно е да има. колку кафиња испи од Валентин? Од Валентин до сега Мислам со овие што мењавте телефони ако имало така. немало такво нешто. Немало такво нешто. Јас сум се дистанцирана, мислам, на страна ми е приватниот Што треба човек за да те живот. освои? Освоена сум. Што треба да ме освои? Што треба да поседува? Ако си освоена, тој што те освоил. Што е пресудно? Пак е така. Убавината, харизмата, Дефинитивно харизмата, дефинитивно самодовербата. материјалната состојба, Дефинитивно. духовната, интелектот, не знам, луѓе гледаат едно, друго, трето, Значи, пето. вака, јас мислам дека привлекуваме нешто што е многу слично на нас. Или нешто па тотална спротивност, нели? Но сепак мислам дека не случајно ги среќаваме луѓето што ни доаѓаат, нели, во животот, за да увидиме некои работи, за Има ние да некоја се космичка огледаме. енергија, ги Како може да нема, спојува. па како нема, има. Тоа го кажал и Ајнштајн и Никола Тесла, тоа е докажано дека се е испоизврзано, дека сите сме енергетски полиња што се поврзани. Сега тоа кој како Поле, ти се поврза. па со тоа што кореспондира со моето на ваков или таков начин. Има таков или нема, толку. И има. Да е жив и здрав, мислам, не знае колку е среќен, што ќар има. Ето. Слушаш? Не, Нема. од истиот бизнис е, условно речено? Не. Не, од полето на уметноста, културата, театар. Не. Добро, овој сигурно кафана има некој тежок бизнис. Тоа така одија, уметноста и бизнисот мора да се спојат, иначе ни едно ни друго нема. Погоди, Да. Баш ми е драго. После немало и баба Вања, не само Ајнштајн. Тоа е тоа. Дојдовме полека сосема за крај, видовме кај си за Свети Трифун. Да. За 8 март кај сме? И за 8 март. Абе мислам Никогаш- имали тезга, тоа сакам. Никогаш немам ништо договорено, не сум се зафатила со тоа, се занимавам со други работи и имам некои други приоритети што ми се Добро. сега и не сум се зафатила, еве договарам сега за фотосесија да почнам да го правам, нели, маркетинг материјалот за тоа и немам уште ни јас немам разјаснето со себе кај сакам и што сакам. Зашо фотосесија? Ќе има нова монодрама, ќе има нов стендап, ќе има нешто Не, ново? новото тоа се крчка, тоа треба време. Освен ако некој не ми го напише. А ова модификација на Јас старото. сама кога, па да, бидејќи за жал, јас кога почнав, значи во социјален центар Дуњани беше театарот, таму државме простор. Почнав за 20-30 души да играм. Низ Македонија, значи исто така договарав со домовите на култура. Еве на пример се сеќавам во Валандово кога бев во салата за Макфест Валандово, Не е Макфест, тоа е. за Фолкфест Валандово, Макфест во Штип Штип, ги измешав. да, Добра, нема врска. И колку имав 25 луѓе во публика во таа голема сала. И нема како прво не се различно е. Тие што се вработени во тие институции се уште се пак некои повозрасни генерации кои што не се толку навлезени Не во чули тоа за во стендап, тоа знам. во тоа кој е маркетингот сега. Не е за маркетинг, социјални мрежи, луѓето таму се сега. Еден плакат закачен од таа страна, од друга страна мене не ме знаат, нема како да ме знаат. Јас тогаш нема вакви видеа, рилсови, така скечеви немав. И баш директорот ме вика, не се секире, вика за Владко Стефановски може и помалку да беа. Сакам да кажам дека за жал. Сакам да кажам дека имав играв за 20, за 30, за 50, некаде 100, 200 луѓе, но сепак тоа се многу добри материјали, многу добри приказни кои што не сакам така да ги пуштам, да ги заборавам, сакам луѓето да ги видат. Бубамара е Бидејќи вечер, се овие квалитетни. не се сетиле никогаш да те викнат, а? Па кога ќе треба, ако треба ќе си дојде тоа. Шо и да е, дали Бубамара, дали За стотото издание. дали добре. не знаеме ништо зошто е, како е. Не знам. Значи не знаеме за 8 март кај сме. За 8 март не знаеме. Гледав, А со кој сме знаеме?
Гледав... Дали знаеме со кој сме, кажи. Па да, со една другарка нешто сакаме да правиме. Па јас ви кажав дека со жените поубаво ни е во дружба. Добро. Подарокот не го знаеме, знаеме со кој сме, не знаеме кај сме. А лани знаеш ли кај беше за 8 март? Лани за 8 март бев во Куманово. Добро. Заборавив сега како се вика местото кај што настапував. Значи имаше настап. Имав настап, беше преубаво. Колешка беше една актерка со мене, преубаво си поминавме. Ама уште некој беше со тебе. Толку... Не знам дали на настапот или пред настапот, а сега ще подсетам. Ајде. Ајде да видиме кој бил за 8 март лани. Со кого славела, како се вели, нашата гостинка. Преубав настап беше тоа. Леле колку беше убаво. Ајде да видиме со кого славела. Може ли да го видиме? Македонската стендап комичарка за Свети Трифун и Свети Валентин спои убаво и корисно. Ама што е следно? Надица Петрова лани имаше 8 мартовска дружба што не се заборава, а годинава? Харизматичната актерка и комичарка Надица Петрова со своите стендап шоуа направи вистински бум, а со својот хумор и смеа се повеќе освојува јавноста, посебно кога се работи за женската публика. Затоа Надето годинава реши да го спои убавото и корисното, па споменатиот празник си го помина работно со собствен стендап на плоштадот во Кавадарци. Бидејќи за кратко време таа стана миленичка на голем број жени ширум Македонија, во преслед на престојниот празник на жената 8 март, жените имаат прилика да ја ангажираат за да го прослават својот ден весели и до солзи насмејани во одлично расположение. А ангажманот наместо подарок можат да го платат мажите. Оние од колективот или мажите за женска екипа собрана во некој угостителски објект, кафуле или кафеана. Колку за подсетување, Надето лани 8 март го помина исто така во женско друштво, или барем дел од празничниот ден. До душа, незината пријателка беше прилично ладнокрвна, ама сепак и се обеси околу ратот на комичарката, а оваа пак од уво до уво насмеана направи по некоја заедничка фотографија, па сликите ги постираше на својот Facebook и Instagram. Покрај нив, Надица напиша: "Славиме со Жане." Само што Жане е албино жен капитон, со која Надица тој ден споделила љубов, држејќи ја враце како замена за нешто друго. Но, за да не видиме дека имаме грешни мисли, да ви кажеме во старт дека ние мислевме на микрофонот враце на стендап за 8 март. Сена се, Надица Петрова лани имаше 8 мартовска дружба, што не се заборава. А годинава? Ке и биде ли љубовна или работна и незината следна празнична агенда. Моравме вака да не биде држала враце нешто што мислам. Ја на микрофонот мислевме, затоа те прашав, ќе има ли настап, ќе има ли стендап. Кај е тоа смијат? Снимавме интервју за бекстејдж, но не знам што се случи со тоа интервју, потоа дали не излезе, дали нешто имаше технички проблеми, не се сеќавам. Но знам дека тука беше и Жане, па ајде да се сликаме, прво ми беше страв, но потоа се охрабрив и убаво искуство е, убаво е да сега таа е припитомена и убава енергија има, не знам како, потоа не ми беше страв, но чудно чувство, интересно ете. Секој случај необично. Да, мислам. необично. Прилично вака у димензиите е голема гледам. Да, И па се обими- викам срамота, јас сум во кинески хороскоп змија. Срамота е да се плашам од змиите. затоа не го пушти на бекстејдж, 2 змии. 2 змии е опасно. Да, да. Има проблем. Океј, значи за 8 март рековме, знаеме со кој сме, не знаеме што добиваме за подарок и не Знаеме кај со сме. кој сме. Тоа можам, ете една порака да кажам. Хајде. Значи, треба само да сме со една личност. Тоа е најважно, со која личност треба да сме. Со самите себе си. Не е смешно, Не е смешно уопште, ама. ама е да, нешто што ете.
Сакаме да го кажам како исказ, да поттикнам да се размисли на таа тема. Ама тебе ти е лесно, ти си жена, па можеш Ради само тоа со себе што- да видиш за денот на жената. Јас како да видам сам со себе? Да, и на таа тема мислам, на секоја тема. Сам со себе е најважно, мислам тоа е најважно. Ако ти е убаво сам со себе, ќе ти биде убаво со сите. Така да ете таа нека биде пораката. А за комедија ќе си дојдат, ќе си гледаат. Соло дринкер, како се Да. Да. Добро, за крај, пред да се разделиме, ова е една кутија со пораки, со аберчиња што викаат. Хајде име, што ти е денот денес, што ти кажува? Ајде. Или ноќта, како да е. Ќе биде ли? Земи си, отвори си и прочитај. Ајде. Ајде да видиме. Ова со срценце. Не знам со што е, кај некој е нешто, кај некој... Абе, не битно што има, битно што пише. Ајде. Ајде. Што кажува пораката? Ете, љубовта е едноставна, луѓето се комплицирани. Тоа ли е препораката? Тоа е. Па право да кажам, па, не е далеко од вистината, така ли? Па сега, ако ги ставиме луѓето во умот само, во мислите, тогаш да. А иначе да. Љубовта е пак луѓето. Така? Многу филозофски. Да, ама да. Така е. Ама да. Да, ама да. Да, драго ми беше што беше гостинка во Ништо лично, што пробавме малку да ги разглобиме работите, да кажеме некои нешта кои не ги знаат за тебе, оние што ги знаат потврдиме или демантираме. Така. И живи и здрави да сме етене на представа. Патем среќен роден ден на театар. Да, Ти благодарам, Надица. Ти благодарам, Антонио. Ете, тоа е И тоа. со среќа. Благодарам, драги мои. Се надевам дека и овој пат ви беше интересно и забавно. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание. Ако не успеавме, гледайте ги релсите. Има, богами, добар материјал за, како се вели тоа, смеење на кратко или шокирање во 10-20 секунди. Како и да е, на друго место сигурно нема да најдете ништо слично како овде во Ништо лично со вашиот домаќин Антонио Димитриевски. Да сте живи и здрави и се гледаме за 7 дена.